Jason Sands е НЛО свиркач кој излезе со детали за својата блиска средба со нечовечко интелигентно битие за време на служба во војската. Неговиот случај беше еден од неколкуте представени во новиот документарен филм на најдобриот режисер за уфолошки документарци Джеймс Фокс, The Program. Исто така за случајот екстензивно зборуваше во подкастот на Джулиан Дори на YouTube. Неговата приказна е навистина интересна и неверојатна, а неговиот кредибилитет е верификуван. Тој заедно со своите колеги имал средба на пат кога застанале и кога до нив се приближил човек кој имал големи црни очи, плава кожа и немал уши. So there's this guy in a uniform, looks like he's coming down the left-hand shoulder of the road, and he's kind of like standing there, and then he saw us and he started like running towards us, and he had this funny look to his running. It was like he was falling forward all the time, or like he was running against a really strong wind, and he was just running towards us. Во другите работи личал прилично како нас, луѓето. Shutting the door, and that's when I look up at him, and I'm realizing he has no ears, and his eyes are twice as big than normal, and he does indeed have this blue tint, and that's when I felt like really scared, because I was like, oh crap, what did I walk into here? How close is he to you now? He's only like 3 feet. Им зборувал на јазик кој што не го разбирале, и тоа телепатски, и откако не се разбрале и не можеле да му поможат, секој си пошол по својот пат. It was not English at all. He did have an auditory, he spoke, but it sounded more like Norwegian or something like that. So you couldn't understand what he spoke, but you could understand what he was saying because there was something telepathic going on. Right, I could understand what he was saying regardless of what he was actually saying. What was he saying? He was saying, you know, my craft is damaged. I need some material to repair it. Do you have any tantalum? And I was like, is that titanium? He's like, no. Друг дел од неговото сведочење вклучува пресретнување на телефонски разговор, кога работел како осигурување во фамозната база Area 51 или областа 51. Во разговорот тој слушнал како во одредена лабораторија влез му бил дозволен на луѓе, откако во истата работата ќе ја завршат прво 2 типа навонземјани. Тој ниту ја видел, ниту бил во дотичната лабораторија, туку само слушал и снимал разговор меѓу други луѓе што работеле во базата, односно во лабораторијата, инаку тоа било во рамките на неговите надлежности таму, каде што работел како обезбедување. За сето ова да го изнесе во јавноста, тој побарал дозвола од канцеларијата на Пентагон за одобрување на сите воени јавни објави DOPSR или Defense Office of Pre-Publication and Security Review, што значи дека му е дозволено да ги изнесува неговите тврдења јавно. Се што знае, тој во класифицирани услови му го пренел на најмалку дузина сенатори и конгресмени, односно ги брифирал. Како е можно ова да му биде дозволено јавно да го кажува, тоа е интересно прашање. Тоа значи дека или војската сака на светот и на нивните непријатели да му каже дека има вонземска технологија, што е прилично верливо признание, особено во ваков свет, во кој што вријат многу страшни конфликти, кои доколку се прошират може да имаат далекосежни последици по глобалниот поредок. Или, доколку не е таа причината за се поголемиот број кредибилни воени свиркачи, кои што јавно кажуваат дека не сме сами, тогаш навистина се приближува денот на конечната потврда дека не сме сами. Джейк Барбер е ветеран од воздухопловните сили на САД и е НЛО свиркач. You've heard the testimony about a secret government program to retrieve and reverse engineer UFOs. A military veteran comes forward to say he was part of that program, with video to prove it. My work has included the recovery of downed UAP of non-human origin. Revealing how he retrieved alien craft. What did you see? I saw an egg. Барбер рече дека работел и во службена и во неофицијална функција за владата на САД и незините партнери во разузнавачката заедница. Тој неодамна во екстензивно интервју со новинарот Рос Колдхарт на американската телевизија News Nation изјави јасно дека не сме сами, дека војската има програми за откривање и превземање на вонземски летала и го представи својот проект Skywatcher.
Оваа иницијатива има за цел да истражи и да комуницира со неидентификувани аномални феномени, како што сега војската ги нарекува неидентификуваните летечки објекти, користејќи неконвенционални методи. Барбер тврди дека неговиот тим може психички да се поврзе со вонземски летала, па дури и да предизвика нивно приземјување. Проектот Skywatcher наводно спроведувал операции за повикување и приземјување на летала и привлече внимание од значајни личности, вклучувајќи го и професорот од Стенфорд, доктор Гери Нолан, кој бил присутен за време на некој од овие настани. The skies are not classified. Your conscience can't be redacted. His account, corroborated by his colleagues, and his injuries sustained during these operations confirmed by a Stanford professor. My personal experience is that there's something here. Се вели дека Skywatcher работи во координација со владини агенции и дека има обезбедено финансирање преку приватен капитал. Тимот на Барбер вклучува индивидуи наводно способни ментално да се поврзат и да ги контролираат објектите. Барбер тврди и дека работел на програми за откривање на вонземски летала и представи видео снимено од хеликоптер кој тој го управувал, при што јасно се гледа дека превезува објект во форма на јајце со големина на кола. Објектот е со бела боја и нема никакви видливи знаци на мотор или некаква позната технологија. Во интервјуто беа представени сведочења на неколку воени ветерани кои го потврдија кредибилитетот и ги потврдија тврдењата на Джек Барбер. Еден од клучните поддржувачи на тврдењата на Барбер е Џон Блич, поранешен офицер на Делта Форс со докторат по психологија. Блич изрази силни уверувања за реалноста на овие феномени, наведувајќи дека има опширно прикривање на феноменот кој трае со децении. So you believe Jake Barber is telling the truth? Absolutely. There has been a cover-up lasting 80 years. Absolutely. We've recovered craft. Absolutely. Полковникот Џон Блич, високо одликуван воен ветеран, силно ја поддржува работата и кредибилитетот на Джейк Барбер. Джейк Барбер, како контрактор за војската, бил да пренесува чудни предмети на место што тој го нарекува The Range, тајно истражувачко место на воздухопловните сили на САД. Тој исто така ги сподели своите лични средби со овие феномени, вклучително еден случај при што доживеа длабоко емотивно искуство. I felt like something connected with me. I felt like something had tuned in to me and my soul and was providing me some sense of guidance on what to do and how profound what I was doing was. And it was so overwhelming that I began to cry. Се чувствував како нешто да е поврзано со мене, раскажува Барбер. Почувствував како нешто да се прикачи на мене, на мојата душа и ми дава чувство на водич за тоа што да правам и колку е длабоко она што го правам. Беше толку силно чувство што почнав да плачам, рече тој. Инаку, како што претходно тоа го направија Дейвид Граш, Лу Елизондо и Джейсон Сенс во последните 2 години, сите налосвиркачи. Исто и Джейк Барбер прво побарал дозвола од Пентагон да ги изнесе овие тврдења јавно. Поконкретно, побара дозвола од Канцеларијата за одобрување на Пентагон Допсер и добил дозвола. Сите негови тврдења прво му ги пренел на американските сенатори и конгресмени на брифинзи, па дури потоа јавно во интервју на телевизија ги искажал. Чудно е како сите свиркачи за НЛО добиваат дозвола од Пентагон да бидат свиркачи. Нели дефиницијата на свиркач е без дозвола да обелодени прикриени информации за некоја институција или организација. Како се свиркачи ако имаат дозвола да зборуваат за ова? Веројатно сме во финалната фаза на конечната објава на вистината, она што уфолозите го бараат со децении – disclosure. Дали доказова можеби е именувањето на Џон Редклиф за директор на ЦИА? Џон беше директор за национална безбедност на САД во минатиот председателски мандат на Доналд Трамп и јавно зборуваше дека владата има далеку повеќе информации за НЛО отколку што споделува со јавноста. Тој тврдеше дека има необјаснети летала што се движат со технологии кои што не може да се објаснат и дека треба да има поголема транспарентност за тоа. Сега тој, како директор на ЦИА, е во апсолутна позиција да ја зголеми
транспарентноста. This is an ontological shock, I think, for many people watching this, because we're all being told, firstly, there's no such thing as aliens visiting this planet. And secondly, there's no such thing as telepathy or psychic abilities. It's rubbish. Yeah, you know what? I don't think there is going to be an ontological shock. I think it's going to be an ontological relief, because I think everyone deep down knows that there's more to life than what we are being told and experiencing. Like, not only is it not shocking, but it should be welcome.